Театар Сенки и облаци е формиран од млада екипа сенкаши, кои што имаат за цел да играат представи со сенки за мали и големи деца. Ова утро се заедно со нас Александра Стојановска и Дарко Богески, дел од тимот на театарот наречен Сенки и облаци. Александра и Дарко, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Видно сте ми расположени, насмеани. Сакам да ве прашам, денеска имате представа, нели? Можеме да ја најавиме представата и сакаме да доделиме веднаш на почеток, за да имаме време, да доделиме за двајца гледачи по 2 карти. Може. Представете ја, кажете за каква представа, тоа е Джинче представата, за која возраст, да знаат гледачите за која возраст на деца е наменета. Дарко? Представата се вика Джинче. Представата ни е за деца од 6 плюс години. Веќе ни е некоја, ја мислам дека близко 20-та изведба може би. Секогаш ни е распродадена, секогаш ни е убаво кога ја играме, имаме убав инпут од публиката, децата се среќни, задоволни, па и повозрастните се задоволни. Значи Джинче почнува вечерва ќе имате представа во колку часот? Джинче почнува денеска од 19 часот. Од 19 часот во вашите простори, ќе кажете каде е? Во Дебармало? Во нашиот театар, тоа е во Дебармало. Ние сме веднаш до кафаната Наџак, кога одиме према Министерство за култура. Така. Тоа е нашиот театар се наоѓа таму, тоа е мал театар, интимен да речам, имаме публика колку собира? Колку публика? 35 деца собира. Веднаш јас да си ги повикам на почеток нашите гледачи, да ни се јават, имаме можност да доделиме 2 карти за двајца гледачи за денешната представа, вечерашната представа Джинче, театар Сенки и облаци. Нешто интересно, еден друг тип на представа, а сега Александра и Дарко ќе ни кажат како изгледа една представа со сенки. Ова е одлична прилика да ве поканам да погледнете представа со сенки, да видите како таа изгледа во живо. Представа со сенки подразбира игра со кукли кои што проектираат сенки на едно платно. Така. Има различни техники како се игра со сенки. Ние голем дел од нив ги практикуваме во различните представи кои ги играме. Во принцип, одстрана, ако не погледне некој, една група на весели луѓе се игра со куклички и со многу лампи, рачни лампи во рака. Некогаш што им е пред белото платно, некогаш позади, за да можеме поудобно да ги проектираме сенките. Користиме најразлични техники, сецкаме, рециклираме материјали, користиме картони, пластика, хартија, фолии во боја, понекогаш и боиме со бои за стакло. Значи представате со сенки, да. А вашите гласови? Нашите гласови понекогаш се изведуваат во живо, како што е вечерашната представа Джинче, каде што играат Дарко, Филип и Катерина. Додека пак во други представи одиме и со однапред снимена аудио нарација, како би можеле повеќе да се фокусираме на конкретната физичка игра со сенките. Во принцип, театар на сенки е куклена техника, бидејќи подразбира работа со кукли, но има и театар на сенки кој што се игра со физички, со цели дела. Таква представа е, например, Алиса, нели инспирирана од Алиса во земјата на чудото, каде што проектиравме на белото платно кое што со димензии 2 на 2,20 метри, проектиравме сенки во големина на човечко тело. Овие представи се наменети, рековте, за дечиња помали и поголеми. Да. Од која до која возраст? Во главно представите ни се од 4 плюс, да речам. Сме имале представи што сме ги играле за деца од 4 години. Секако доаѓаат и по-возрастни, нели, секако првородителите на деца. Меѓутоа доаѓаат и доста артисти, уметници, луѓе што ги интересира, сакаат да погледнат, па после тоа си разговараме и како го направивте ова, што се случува, дали може да се доправи и ова, интересни ви се представите, искуства. Да, интересни ни се секогаш и кога ги подготвуваме и кога играме и целиот процес околу тоа. Колку време ви е потребно за да подготвите една представа, бидејќи користите материјали, како што кажа Александра? Како течат подготовките за една представа? Забавно ви е многу, претпоставувам, убаво сте ми расположени. Да.
Подготовките за една представа немаат класичен рецепт за тоа како се одвиваат. Убавината во работењето на независен и самостоен театар подразбира и фактот дека понекогаш нашите улоги и обврски во рамки на самата представа не се толку стриктно поделени. Понекогаш во работа на самата представа се појавува најпрво идејата за тоа што сакаме да кажеме со таа, па се враќаме обратно и викаме окей, ова ќе изгледа вака и вака. Понекогаш ни доаѓа идеја визуелно како нешто треба да изгледа. Седнуваме, ги изработуваме работите, ги гледаме, ги пробуваме на лице место, платното е тука, театарот во моменти во кои што не изведуваме представи нам ни служи за проби. И тоа е еден флуиден процес кој што многу често знае да роди резултат понекогаш во многу порана, понекогаш во многу подоцна фаза. На крајот на денот како екипа едно од работите кои не бендисуваат е фактот што процесот е подеднакво интересен, забавен и креативен, пред се сме уметници, нели? Како и резултатот. Кој е тимот кој што работи во театарот? Колкава екипа сте? За колку луѓе станува збор? Ние сме една петарка, да речам така. Вредна петарка, Вредна така. петарка, да. Во екипата сме јас, Александра, Кате, Благородна и Круме како основач на театарот и почетоците се сега од Токму Круме. сакав сега тоа да ве прашам. Од каде дојде идејата да формирате, да направите еден ваков театар од сенки? Од кога постоите? Годинава имате јубилеј? Да. Да, годинава имаме неколку јубилеи. Да, само што ги избројавме. Круме Стефановски основач на театар Сенки и облаци. Тој е професионален актер кој студира во Белград и во своите доцни студентски години одлучува да експериментира со театар на сенки како некоја нова техника која што и на тоа, но и на нашето поднебје се уште не постои. Прва изведена представа е соло представата наречена Баш Челик во 2005 година. А официјално под името Театар Сенки и облаци во 2008 година на театарски фестивал во Сараево се изведува понатаму и така некако од еден човек тој започва да привлекува и самата приказна со сенките започва да привлекува други уметници. Тимот на Театар Сенки и облаци низ годиниве, низ изминативе 15 години. Значи како организација постоиме 15 години и тимот се менува и тоа е убавината во сето тоа, затоа што и сите ние како луѓе се менуваме, интересите ни се менуваат и животните патеки ни се разминуваат, но и вкрстуваат многу често. Моменталната екипа брои петорица, меѓутоа низ името Театар Сенки и облаци минале едно дузина и такако креативни луѓе кои ден денес се буквално низ целиот свет. Им благодариме, користиме приликава да им заблагодариме, затоа што е убаво да си дел од екипа. Јас лично сум дел од театарот веќе 10 години. Убаво е да си дел од екипа која што работи на нешто кое долго време се ткае и создава една убава обврска во наводници према публиката за континуиран репертоар, квалитет и конзистентност во обраќањето. Оно што би сакала да напоменам исто тоа дека ние сме пионери на театарот на сенки во Македонија, воедно и мислам единствени денес, така? Или постои уште некој како вас? Горди ќе кажеме дека во како резултат на една од нашите работилници за време на нашиот фестивал кој ќе ви оставам прилика да го споменеме дополнително, се произлезе и уште еден помал театар на сенки кој работи во сосема различна форма и сосема различни техники, меѓутоа убаво е кога имаме со кого да убаво е кога и ние имаме да гледаме представи со сенки, а ние сме ги сработиле. Малку ни не достига тоа да поразговараме, барем во нашава земја, да поразговараме со уметници, со артисти што го работат, она што го работиме и ние, знаете, да се размениме искуство, да си кажеме, еј дечки, овдека може подобро, знаете, ова може вака да се направи, ова да има кој да ве коригира малку, така. Да. Сега за среќа имаме соработки па со странства, со други земји, фестивали, фестивалот многу ни помага во тој дел. Токму сега тоа сакам да кажам, да ве прашам, вие имате 15 годишно искуство. Имате безброј настапи како во Македонија, така и надвор. Кина. Јас кажав претходно Индија, ама ми рековте да пустам водичка према Индија. Имате безброј настапи и убаво сте прифатени од публиката. Да споменеме некој од тие вам драги гостувања.
во раните почетоци на постоењето на театарот, едно од првите големи патувања во странство е на интернационалниот фестивал организиран од УНИМА. УНИМА е светска интернационална организација за работа со куклени театри. И станува збор за патување во Ченгду, Кина, да неколку години подоцна со дел од екипата заминеме во Таубате, Бразил, и моменталниот состав на екипата гордо ја изведе Алиса представата, Алиса во земјата на чудата, во Москва, токму пред 2 години во рамки на тоа беше, мислам дека едно од најбавите доживувања за нас како театар во рамки на репертоар на државен театар кој постои 80 години и изведува представи исклучиво со сенки. Покрај тоа што настапувате, вие сте и домаќини на интернационалниот детски фестивал. Рековме ке биде посебно прашање тоа. Повелете да објасните, во текот на овој фестивал имате активности во текот на целата година, така? Така одлучивме, ова е јубилејна 10-та година, како што рековте, и по тој повод одлучивме малку да го смениме концептот на фестивалот и да го направиме да има повеќе настани кои ќе траат во текот на целата година. За разлика од претходните години, фестивалот ни траел 3 до 4 дена, се случувал во МКЦ, и било онака да речам стандарден фестивал. Доаѓале гости од странство, од многу земји имаат гостувано, колеги и уметници, исто секогаш со сенки се представите. Имаат гостувано, значи како што реков, од многу места и претходно фестивалот бил така. Оваа година решивме да направиме мала промена, да видиме како ќе оди ова, да направиме нешто поразлично од претходно, сепак славиме 10-ка. Јубилеј. И да, ќе се надеваме дека сега помине како што треба и дека ќе биде. Како ќе го прославите јубилејот? Имате нешто сега, некоја идеја? Околу 10-ката јубилејна? Да, гостувањето во вашата емисија е одличен момент да најавиме дека денувиве ќе се појави програмата за репертоар за месец мај. Еден од новитетите кои годинава ги воведуваме тоа е фактот дека ќе објавуваме месечен репертоар во кој би сакале да влијаме и на едукација на публиката, затоа што е многу незначено стабилно присуство меѓу гледачите кои доаѓаат да ги гледаат нашите представи, затоа што е тоа постојана размена. Постојана публика кај нас во театар и нам не ангажира да имаме и ние што поинтересни, што поразлични активности да понудиме. Денувиве излегува репертоар за месец мај, го започнуваме со изведбата на Џинче вечер во 19 часот, да ги потсетуваме гледачите, можеби ако веќе се јавиле, можеби еве претпоставувам ако се јавиле нека остават податоци во режија, доколку имаме можеби некој гледач на линија, може слободно да се го вклучиме, ако не, една од убавините годинава во програмата на фестивалот Сонот на облачето во своето 10-то јубилејно издание, што всушност ќе се обидеме да театарот на сенки пропатува буквално низ целата држава. Многу ни е важно да влијаме во позитивна насока на квалитетната понуда на театарски представи за деца во градовите надвор од Скопје, во градовите низ внатрешноста. Многу често се соочуваме со еднодневни работилници или покани, имаме многубројни покани од театрите од другите градови, ќе ги поздравам Велес, Прилеп, во моментов преговараме со Кочани. Навистина ни е драго кога гостуваме на една голема сцена која што е жедна за детска публика. Имате и работилница, организирате, ги спомена Александра, меѓутоа организирате работилница за лица со попреченост. Имате и повеќе проекти од кои што едниот е со Еразмус. Сосема за крај да ги споменеме на брзина. Во принцип Еразмус плюс програмата како компонента во нашата организација е релативно нова. Последниве неколку години се активираме на тоа поле затоа што сфативме дека театарот на сенки е одлична креативна едукативна алатка на било која социјална тема. Сме биле дел од проекти каде што сме едуцирале деца и млади на најразлични теми, од типот на мултикултурализам, сексуално и репродуктивно здравје. И така се некако органски се дојде и нишката да го вклучиме моментот на инклузија како една од тие теми. Дел сме од Европски конзорциум на партнери, кои годинава
го завршуваме 2-годишниот проект, каде што ние сме поканети како единствена уметничка организација, додека соработуваме со организации кои работат за самостојно живење во Германија, Унгарија и Холандија. Интересни во принцип можности ја покануваме публиката да не следи на социјалните медиуми. Сенки и облаци сме насекаде, како на Facebook, така и на Instagram. Јас ви благодарам. Навистина што ми бевте ова утро гости. Времето е толку кратко, мораме веќе да се одјавиме. Ви посакувам успешна представа вечер и ние се гледаме во некоја наредна прилика.